Добро. Почитувани гледачи, добар ден, поздрав од салата на Основното училиште Христијан Карпович во Куманово, каде за неколку моменти треба да започне последниот напревар во есенскиот дел помеѓу екипите на Куманово и Ѓорче Петров од Скопје. Велам последниот напревар во есенскиот дел, потоа следи пауза за ракометарките на Куманово, кои во оваа сезона играат во голем стил, се наоѓаат на третото место кое ќе носи пласман во Европа наредната година. И денеска имаме стручен коментатор, повторно Антонио Ивановски. Господин Ивановски, добар ден и добро дојдовте на овој напревар. Еве, пред да почнеме да го работиме, да направиме еден краток, ако може така да кажеме, осврт она што досега го работевме за игрите на Куманово. Вие добро ја знаете оваа екипа, млада, талентирана и покажува одлични резултати. Најпрво добар ден за нашите гледачи. Голема благодарност за вашата телевизија што пак вака не посети и го снима надпреварот. Што се однесува до денешниот надпревар, ќе настапат две млади екипи, РК Куманово и РК Ѓорче Петров. Се работи за две перспективни екипи. Сметам дека нашата екипа е доста поквалитетна од екипата на Ѓорче Петров. Очекувам сигурна убедлива победа и убава игра. Младите ракометарки на Ѓорче Петров во првиот дел не имаат совладана со 4 гола разлика, но знаеме, неколку пати кажавме дека настапувавме без 4 првотимки, без Боризовска, без Пеовска, без Моника Паневска, сите знаеме колку тие значат за нашата екипа. Така да денеска очекувам убав надпревар и очекувам сигурна победа да ја завршиме победоносно првиот дел од надпреварската сезона. Само кратко, каква игра треба да примениме против оваа екипа и кои се според вас најопасните карики во тимот на Ѓорче Петров? Па ние како и до сега, значи надпреварот треба да го отвориме со 6-0 одбрана, со мирен, стрплив напад, со организирани акции, бидејќи тука сме најаки. Додека во текот на надпреварот ќе се види од каде прети најголема опасност и тука ќе се даде најголемо внимание на кон тие ракометарки. Сметам дека сме многу поквалитетна екипа, веројатно и сами ќе видиме, но никогаш да не кажеме дека е се унапред решено, бидејќи сепак надпревар, првенствено надпревар, првенство. Еве го првиот гол на надпреварот, благодарам Ивановски, Борческа стрелец. Куманово победува со 1:0. И некој да споменам дека главни суди на денешниот надпревар се од Прилеп, Седловски Рубинчо и Ангеловски Горан, додека делегат на надпреварот е Благој Петров од Велес. Го следиме првиот напад за Ѓорче Петров. Одличен удар. Со број 99, тоа е Кузманова Кристина, нејзин прв гол. Напад за Куманова, Боризовска. Не успее да ја проигра Моника Паневска, која на претходниот напревар прикажа одлична игра и беше едно од најзаслужите за победата на Овче поле. Викторија Пеловска, па Боризовска, па Марковиќ. Марковиќ, одличен гол. Куманово води со 2:1. Ивановски, оно што е многу важно, ние зад екипата на Ѓорче Петров, односно во однос на екипата на Ѓорче Петров имаме 6 бодови предност, доколку денеска победиме 9 бода предност и мирна залика за зимската пауза. Да, со 9 бодови предност, мирна залика, сигурно место кое ќе води во разигрување за титулата во пролетниот дел, каде што очекувам, значи, да избориме пласман и некој од европските ракометни купови, со што на Куманово ќе му донесеме еден врвен женски ракомет и врвен женски. Така е. Инаку на преварот во салата на Основното училиште Христијан Карпович го следат некаде околу 100 гледачи. Солидна посетеност, вообичаено на сите на превари кога ги игра екипата на Куманово. Сега Марковиќ е во налет, уште една победа, тоа е првиот седмерец. Исправна одлука на судиите од Прилеп и го регистрираме првиот жолт картон. Со број 7
Гиновска. А прв удар од 7 метри за Викторија Пеовска. Одлично ги изведува ударите од 7 метри во оваа сезона. Незин прв гол. Куманово води со 3:1. Добро би било Куманово да забележи победа над 4 голови разлика при евентуален круг во пролетниот дел, да имаме подобра ситуација во однос на тимот од Скопје. Но, како што рече Ивановски, 9 бода предност ќе бидат веројатно недостижни за нашите конкуренти. И сега одличен продар беше тоа. Фаулирана беше Голицовска. Нов прекршок, 9 метри. Во налет беше Сталевска. Добро игра Куманова во одбраната и веќе сега пасивен напад. Чекори добро го видат тоа судиите. Шанса Куманово да поведе со 4:1. Брзо оди ова акција, Боризовска и лошо проигрување кон Викторија Пеовска. Ѓорче Петров во напад. Одличен гол. Голинцовска, незин прв погодок, намалува на 3:2. Инаку на клупата на Ѓорче Петров е познатиот тренер Владимир Радич. Боризовска, одличен гол. Прв на преворот е 4:2 за Куманово. Во досегашниот тек од надпреварот сметам дека доколку успееме играчот со број 99 Кузмановска Кристина и играчот со број 3 Голицовска Теодора да ги успееме да ги спречиме, да ги задржиме, сметам дека нема да има проблем, бидејќи се гледа дека главни особини во екипата се тие две. Да, сега добра реакција во одбраната на Куманово. Боризовска, Викторија Пеовска, Марковиќ. И сега малку таму невнимание на нашите ракометари. Не успеа ова топка да ја прифати Елена Карамфиловска. Србиновска. Голинцовска. Па уште еднаш Голинцовска и не стигна ова топка до кружниот нападјач Бранислава Тасовска. Нов удар од 9 метри за Ѓорче Петров. И тоа е пробивање. Да, се види веднаш. Грешка во нападот. На голот на Куманово е Дичковиќ Ивана. Немаше среќа сега Викторија Пеовска. Топката заврши во дирекот. Контранапад на Ѓорче Петров. Чиста ситуација и одлично брани Дичковиќ. Мислам дека имаше и престап, меѓутоа судиите тоа не го видо. Марковиќ. Моника Паневска во незин стил. Незин прв гол. Би коментирал за изворедната одбрана на Ивана Дичковиќ, значи од надпревар покажува се поголема зрелост и сметам дека РК Куманово одамна не е имал овако желски голман и дека долго ќе брани и дека ќе биде еден од носителите на оваа екипа кон подобрите резултати на оваа млада екипа.
Да, всушност ние многу пати сме досега кажале дека оваа екипа е исклучително талентирана и само ќе треба време на некој начин да созрее и да го прикаже она што го знае. Па за се е потребно време, И трпение. трпение, работа, девојчињата да работат, вредно работат, желни се за успех, за докажување. Така да сметам дека од натпревар од сезона во сезона ќе играме се подобро и подобро. Удар од 7 метри за Ѓорче Петров, реализиран од Гулинцовска. Нејзин втор гол, намалена во освоена Куманово на 5:3. Сега на позиција на централен бек Викторија Пеовска. Марковиќ. Пеовска имаше тука чекори. Исправна одлука на судиите од Прилеп. Помина 9 минути од првото полувреме. Куманово Ѓорче Петров 5:3. Гулинцовска. И одличен гол на Кузманово. Втор гол за Кузманово, до сега по 2 гола Гулинцовска и Кузманово во екипата на Ѓорче Петров. Поризовска. Прекрасен гол. Вторна на преворот. И еве го сега тајмот што го бара тренерот на Ѓорче Петров, Радич, при водство на Куманово 6:4. А Ивановски, она што е многу битно да споменеме дека во пролетниот дел неверојатно на располагање ќе биде и повредената Ивановска, која е една од важните јалки во одбраната на Куманово. Па секако, Маја Ивановска во пролетниот дел ќе биде огромно засилување за нашиот клуб. Вече тој е извореден борец, извореден одбранбен играч. Инаку репрезентативка на Македонија. Едно огромно засилување за оваа млада екипа, бидејќи Маја е млада, но морам да кажам дека уште во помлада екипа уште подобро ќе се вклопи. Инаку морам да кажам дека тајмаутот го зема гостинскиот тренер за да обратат по голема паžnја на нашиот среден бек Александра Боризовска, бидејќи во 3 наврата им има дадено гол, така да сметам дека сега ќе играат малку пожестоко, поостро кон Александра, но ние не смееме да ги подцениме и да мислиме дека лесно ќе излеземе на крај, бидејќи се млада екипа, желна за докажување и што понатаму тече на преворот, тие ќе играат се подобро и подобро ако ние им дозволиме да се движи разлика 2 до 3 разлика. Така заврши тајмаутот. Очекуваме да продолжи на преворот со напад за Ѓорче Петров. Прекашок за гостите. Кузманова, Гулинцовска, Марковска, Гулинцовска, односно Кузманова и да видиме седмерец. Фолирана беше Српиновска Тамара. Еве го вториот пенал за гостинскиот состав и многу лукаво решение, интелигентно. Гулинцовска, трет гол. Сега гол предност за Куманово 6:5. Ова беше втор седмерец за гостите и вториот беше искористен. Марковиќ. Убав гол и втор за Бранкица Марковиќ. Гулинцовска, Кузманова.
Србиновска. Добро прекашок на ракометарките на Куманово. Фаулирана беше претходно Сталевска, добра интервенција на нашиот голман и еве може за брз против напад Викторија Пеовска. И лошо преигрување кон Марковиќ, не се најдобро разбра. Гостите не брзат. Сега со број 13 измена во екипата на Ѓорче Петров. Прекашок. Во игре Николовска Марија за пропад на денешниот напревар. Голинцовска. Николовска. Србиновска. И ево сега може да забрза против напад Моника Паневска. И немаше среќа. Останува 7-5 за Куманово. Добро мислеше Моника, меѓутоа не успее да го совлада гостинскиот голман. До крајот на првиот дел уште 17 минути. Куманово Ѓорче Петров 7-5. Голинцовска. Добар прекашок на Бранкица Марковиќ. И ево сега може за нов контранапад да видиме Моника. Дали повториот обид ќе биде успешна? Не. Брани повторно, односно сега добро реагираше голманот на гостите. Два пати Моника Паневска промашува од изгледни ситуации. Но не, одиме понатаму. Оно што е најважно, Куманово има предност. Имаме предност, но овакви чисти ситуации не би требало и не би смеело да се промашат, бидејќи од тука настанува една нервоза кон екипата, така да би требало малку да поведеме ред и да со поголема концентрација да ги завршуваме нападите. Викторија Пеовска, Боризовска, Паневска на незината позиција, меѓутоа претходно имала прекршок. 9 метри за Куманово. Боризовска. Викторија Пеовска. Имаше тука рекол груб прекршок, меѓутоа нема ни опомена за гостинската ракометарка. И лошо проигрување кон Моника Паневска. Многу технички грешки направи ракометарките на Куманово. И добра одбрана. Добра реакција во одбраната. Спречи на нападот на Ѓорче Петров. Србиновска. Голинцовска. И уште еден деветерец и жолт картон за Алесандра Боризовска. Викторија Пеовска, Марковиќ. Девет метри Боризовска. Сега одлично брани голманот на Ѓорче Петров. И пропуштена нова шанса, односно убава ситуација за ракометарките на Куманово. Веќе полого време стои во резултат 7-5 за домашниот тим. А и полого време двете екипи не успеа да постигнат гол. Голинцовска и нов седмерец. Трети удар од 7 метри за Ѓорче Петров. И повторно
Голинцовска. Не успеа. Промашен удар од 7 метри. Еве нова шанса за Куманово. Марковиќ, Паневска, конечно да видиме гол. Не, сепак нема да важи голот, меѓутоа ќе има 7 метри и случување 2 минути прво на денешниот напревар. Со број 5, 2 минути ќе се одмори. Марковска. Многу убаво изведен контранапад на нашата екипа, убаво повлечена топка, брз пренос, проигран пивот. Сметам дека кога се игра вака со концентрација нема да има проблем. Мислам дека стартот беше многу груб, очигледно се работи за некоја повреда. Дури за овој старт сметам по мене дека можеби е директен црвен картон. Да, секи биде во ред со Моника Паневска, еден од клучните играчи во екипата на Куманово. Втор седмерец за Куманово на денешниот напревар, повторно Викторија Пеевска. И втор пат прецизно. Втор гол за Викторија Пеевска, по 2 гола во екипата на Куманово. Марковиќ, Пеевска и Боризовска. По 1 гол Борчевска и Паневска. Сега со број 4 во екипата на Ѓорче Петров во игра е Елена Јовчевска. Фолирана е Србиновска Тамара. Србиновска, па Голинцовска. Добра игра Куманова во одбраната во овие моменти. Голинцовска, одличен удар, ефектен гол. Четврти гол за Голинцовска. За сега најефикасен играч на преварот. Куманово води со 8:6. Погрешно водена топка од страна на Александра Боризовска. До крајот на преводот уште 12 минути. Боризовска, еве сега може за контранапад да видиме. Чиста ситуација, Боризовска не греши. Боризовска се исправи за претходната грешка што ја направи во напад дупла топка. Очигледно реков пред малку дека деконцентрација кај нашите ракометарки доведе до неколку грешки, така да мора да бидат многу концентрирани и да ги решаваме лесно овакви ситуации. Еве сега ја играме некако поагресивно во одбраната, фластер на Голинцовска. А убаво е што така почнеме, но пак ќе се вратиме на 6-0, значи треба да играме поагресивно. Се види дека ракометарките на Ѓорче Петров, млада екипа, перспективна, желна за докажување, за борба, го бара својот гол да со влезови внатре во 6 метра на ово. Сметам дека само со концентрирана игра и вака и со брзи против напади, школски изведени, нема да има никаков проблем. Од минута на минута ќе одиме на поголема разлика, бидејќи сметам дека заслужуваме само уште повеќе концентрација. Инаку одбраната сега за сега игра во нормално. Она што е најважно, и криота игра добро денеска. Борчевска постигна втор гол на преварот и еве сега Куманово има најголема предност од 10:6, 4 гола разлика. До крајот на првиот дел уште 10 минути. Во налет беше Голинцовска, 9 метри за Ѓорче Петров.
Уште еден прекрасен гол. Се гледа дека се работи за одлична ракометарка, тешко се чува и за сега им прави многу проблеми на ракометарките на Куманово. Моште расположена за игра. И престап по велат судиите. Сега на некој начин компензација за судиите. Топка за Куманово. А таму на повреда се жали една ракометарка на Ѓорче Петров. Марковска лежи на теренот. 10-7 за Куманово до крајот на првиот дел, 9 минути и 34 секунди. А Ивановски еве да кажеме доаѓа зимската пауза вообичаено. Овие ракометарки заслужуваат малку одмор бидејќи има напорна сезона, ако може така да се каже, и сега треба свежи за пролетниот дел да го потврдат тоа трето место. Па веројатно нашите ракометарки ќе добијат некој ден пред Нова година, пред новогодишните празници и божичните празници да се одморат, да ги наполнат своите батерии, да потоа да после да започнат со тренирање, да стартуваат, бидејќи првенството некаде се очекува кон крајот на преварот да започне. Ќе не очекуваат 10 навистина тешки надпревари, значи се работи за прва екипа на Вардар, за втора екипа на Вардар, изворедна, за Металург, за ние сме тука, значи ќе дојде во ситуација и веројатно Жито Прилеп кој е изворедна екипа, така да тие надпревари ќе бидат надпревари за уживање за правите ракометни луѓе кои го сакаат ракометот ќе имаат прилика да уживаат во тие надпревари. Благодарам. Овој јуне е прв гол на Кристина Пијовска која влезе во игра на местото на Бранкица Марковиќ. 11-7 води Куманово. Се ближи крајот на првото време, уште 8 минути. А Ѓорче Петров организира контра, односно одличен напад и добра финта со број 22. Србиновска Тамара, нејзин прв гол. Лошо проигрување. Не стигна оваа топка до Бети Петковска. Новиот кружен нападјач во екипата на Куманово. Тренот Јосимовски, сега ги одмара Моника Паневска и Бранкица Марковиќ. Гулинцовска. Добар блок на ракометарките на Куманово, а имаше и прекршок. И 2 минути случување за Кристина Пеевска. Ѓорче Петров има човек повеќе на теренот. Ево сега чиста контра. Боризовска не греши. Четврти гол за Алесандра Боризовска. Можете расположена за игра во првото полувреме. И Куманово ја враќа онаа предност од 4 голови 12-8. Ова е прекршок за 2 минути. Можете груп по фаул на Борчевска. Фолирана беше Тамара Србиновска. Сега Куманово има 20 ракометари помалку на теренот.
Ќе биде тешко да се одбрани, меѓутоа да видиме. Одлична интервенција, нов голман во екипата на Куманово Паскал. Аплаузи за ракометарките на Куманово, заслужено бидејќи со две ракометарки помалку успеа да се одбранат. Ова е сепак добра најава за продолжението, Ивановски. Да, одлична одбрана на Бисера Паскал. Сега со 4 ракометарки треба да биде мирен напад. Може би ќе звучам преоптимистички, но сметам дека и со 4 ќе дадеме. Да, и сега паметен потез на Јосимовски тајмаут. 6 минути и 17 секунди до крајот на првиот дел. Куманово има 12-8 преднос. Добра залика за финишот на првото полувреме. Во екипата на Куманово 4 гола Алесандра Боризовска, по 2 гола постигна Бранкица Марковиќ, Ангела Борчевска и Викторија Пеовска, а по 1 гол Моника Паневска и Кристина Пеовска. Додека во екипата на Ѓорче Петров далеку најдобар поединец е Голинцовска со 5 голови. 2 гола има Кузманова Кристина и 1 гол Тамара Србиновска. А Ивановски да споменеме дека Куманово не само првата екипа добра, меѓутоа и младинскиот состав во него работат многу талентирани ракометарки кои се иднина на нашиот ракомет. Така. Пошто вие имате со нив многу работено и добро ги знаете нивните квалитети. Па морам да кажам дека младинките се префрлени во прва екипа, работат со прва екипа, додека пионерките и дел од некои од младинки работат со пионерската екипа. Знаете дека пионерската екипа заврши во есенскиот дел на втора позиција со единствен пораз од Металург, кој беше, сметам, незаслужен, бидејќи нашите млади пионерчиња беа многу поквалитетни. Очекувам во пролет дечињата да дадат многу подобри резултати, да напредуваат, дури дел од нив ги очекувам и во наредната сезона да видам и во составот на првата екипа. Да, се врати во игра една од исклучените ракометарки на Куманово Кристина Пеовска, меѓутоа и натаму Куманово има човек помалку, а сега постои опасност да биде одземена топката поради пасивна игра и сега лошо проигрување. Во екипата на Ѓорче Петров по полого време во игра се врати Кузманова. Фолирана е Кузманова и сега Куманово е комплетно. Се одбранивме со 2 ракометарки помалку. Голинцовска и нов прекрашок и ново исклучување. И повторно Кристина Пеовска за многу кратко време заработува 2 исклучувања. Четврти седмерец за Ѓорче Петров. На повреда се жали Голинцовска. Таа треба да го изведе ударот, до сега 2 пати погоди, еднаш промаши. Да се надеваме дека не се работи за некоја сериозна повреда и натаму на паркетот лежи Голинцовска. Секи биде во најдобар ред. Аплаузи за младата ракометарка на Ѓорче Петров, а сега ударот од 7 метри ќе го изведе Тамара Србиновска. На голот на Куманово е Паскал. И брани. Одлична реакција и на голманот на Куманово. 2 пати нашите голмани ги одбрани ударите од 7 метри. Еве, конечно, дали ќе видиме шанса сега за
водство на Куманово од 5 голови разлика. Боризовска. Викторија Пеовска, проектил. Незин трет гол и еве најголема предност за Куманово, 13:8. Досегашниот тек на првото полувреме ни покажа дека нашите ракометарки кога се соиграш помалку две, полесно постигнуваат голови него кога се што значи дека во надпреварот не се влезени доволно концентрирани и доволно мотивирани. Сметам дека во второто полувреме мора да исправат некои работи за да не доведуваме во ситуација еве вака да примаме лесни голови, а да се мачиме да дадеме гол. Меѓутоа Ивановски има многу проблем со Голинцовска која има 6 голови дадено, речи 70% од головите, да не е таа Куманово кој имаше 7-8 голови разлика. Очигледно дека младата Голицова се ги има своите 5 минути денеска на паркетот во Куманово. Се работи за млада ракометарка, доста снажна, која е многу тешко да се чува ако на време не се излезе и не се затвори. Има одлично изработен удар. Што реков, многу е снажна, како млада ракометарка, знае да влече, знае да и дури сите исклучувања беа направени над неа и дури дадени 6 гола, така да сметам до сегашниот тек на надпреварот младата Голицева е играч на надпреварот од двете страни. А нашите голмани продолжуваат и понатаму одлично да го чуваат голот на Куманово. Нова интервенција на Паскал. До крајот на првиот дел уште 2,5 минути. Сега почетничка грешка, а сега Борчевска прави исто така грешка, а тоа го казнува со број 22 Кузманова. Односно се извинувам, Србиновска Тамара, втор нејзин гол. 13:10 води Куманово. Марковиќ немаше среќа во оваа ситуација. Шанса за Ѓорче Петров да намали на 2 гола разлика. Голинцовска. Јованчева. Нема ни седмерец, ни пробивање, судиите велат прекршок за Ѓорче Петров. Тренерот Јосимовски бара од своите ракометарки да играат уште поагресивно во одбраната. Голинцовска. Нов прекршок. И веќе ова треба да биде пасивен напад. Голинцовска брани Паскал. Топката ја прифаќа борбената Боризовска. И нема потреба сега да се брза, може да се организира мирен напад, да се реализира овој напад. Борчевска тука треба да има седмерец, меѓутоа судиите велат само 9 метри за Куманово. Викторија Пеовска. Боризовска. Пеовска. И тука може би требаше да има исклучување. Ево уште 9 секунди до крајот на првиот дел, мора да се поврза Марковиќ. Немаше среќа. И од крај на првиот дел 13:10 Куманово го решава. Ивановски 3 гола, сепак солидна предност. Солидна предност со однос на прикажаното, со однос на техничките грешки, со однос на деконцентријата во нашата екипа. Сметам дека дури добро поминавме, бидејќи не сме на вака да се игра еден првенствен надпревар, да се влезе во него, дека сигурно ќе се добие. Доволни се 2 контри, како што реков, промашени, да влезат
нервоза во нашата екипа, да дојде до чисти промашувања и да разликата од 5 да падне на 3, бидејќи да се подигне на 7-8 и да се заврши на превор, дојде на 3 разлика, што на младата екипа на Ѓорче Петров им дава полет, кој што веројатно другото полувреме уште пожестоко ќе нападат код наш гол, бидејќи се работи за млада екипа, желна за покажување исто како нас. Нашите ракометарки мора да го сватат второто полувреме многу поозбилно, доколку не сакаат да имаме проблеми. Почитувани гледачи, сега вообичаената пауза од 10 на минути, па продолжуваме со второто полувреме. Почитувани гледачи, очекуваме да започне второто полувреме од првенствениот напревар, последен во есенскиот дел помеѓу ракометарките на Куманово и Ѓорче Петров од Скопје. По првиот дел Куманово заслужено води со 13:10, благодарејќи на подобрата игра во сите сегменти. Прв напад за гостите од Скопје во второто полувреме. Неуспешен обид. И да видиме сега дали ќе има директно гол, меѓутоа во оваа ситуација малку избрза голманот Паскал. Јованчева, Голинцовска во првиот дел, најдобар поединец во екипата на Ѓорче Петров, а воедно и најефикасен играч на преворот со 6 голови. На позиција на кружен нападјач во Ѓорче Петров, Бранислава Тасевска, Голинцовска, Сарбиновска, Голинцовска, Јованчева, Голинцовска, повторно брани Паскал. Еве сега Моника Паневска, чиста ситуација. И во третиот обид гол 14:10 води Куманово. Втор гол за Моника Паневска на денешниот напревар. И Куманово одново има 4 гола разлика. Константно предноста на Куманово во првото полувреме се движеше тука некаде околу 3 до 5 голови разлика. Одлична финта на Голинцовска, прекрасен гол. Прв за кружниот нападјач на Ѓорче Петров, Бранислава Тасевска. Куманово води со 14:11. Повторно игра во тимот на Куманово, Бранкица Марковиќ. Сега фластер играат гостите од Скопје, меѓутоа и тоа не помага. Марковиќ е прецизна. Трет гол, 15:11 води Куманово. Јованчева, Голинцовска. Сега Пецевска и повторно Моника Паневска. Лоп удар, прецизно. Четврти гол за Моника Паневска. Помина 4 минути во второто полувреме. Куманово има најголемата предност во досегашниот тек на преворот. 5 голови разлика, 16:11. Ивановски добро тргна во второто полувреме, се извинувам. За сега се оди според планот. Очигледно дека второто полувреме го започнавме многу поодговорно и поорганизирано пред се во одбраната, што кулминира со брзи 3 гола дадени. Очекувам така да продолжат, бидејќи тоа е единствен рецепт за лесна и убедлива победа. Сега Боризовска беше во налет. Меѓутоа споменеме дека и нашите голмани денеска невообичаено добро бранат. Па реков дека младите ракометарки ќе напредуваат од надпревар во надпревар, бидејќи и тие се млади, неискусни, потребно не искуство, потребно е да запознаат ракометарки од првенството каде што настапуваат, да добијат сигурност, да добијат поддршка.
од нивните млади работнички, така да и тие ќе бранат подобро. Сега 7 метри за Ѓорче Петров, Боризовска исклучена на 2 минути, фолирана беше Јованчева Александра. Ово е 5-ти седмерец за Ѓорче Петров, 2 пати погодија, 2 пати промашија. Голинцовска ќе бие прецизна. 16-12 води Куманово. А Голинцовска продолжува да го полни голот на Куманово, 7 незини голови во досегашниот тек на преорот. И сега повторно деконцентрација, би рекол помалку и отсутност во играта на Куманово. Не сме да се прават вакви непотребни грешки. Голинцовска, Јованчева. Одличен гол за Србиновска Тамара, трет. И сега мини серија на Ѓорче Петров од 2-0. Меѓутоа Куманово и понатаму има предност, 16-13 води. Имаме играч помалку, исклучена е Боризовска, Викторија Пеовска, Карамфиловска, фалат незините голови. Марковиќ, 9 метри за Куманово. И тајм-аут на тренерот Зоран Јосимовски. Би рекол, одлична одлука. Помина 6 минути во второто полувреме. Куманово води со 16 спрема 13. Никако да се одлепиме на 6-7 голови разлика. Па не можеме да се одлепиме на 6-7 голови разлика, бидејќи играме цело време топло-ладно, дојдеме до 5 разлика и мислиме дека готово надпреварот е завршен. Реков дека ракометарките на Ѓорче Петров се екипа која што е со Игра на инспирација. Екипа која игра на инспирација, екипа која е борбена. Морам да кажам дека овој надпревар може би 2 пати поборбена екипа од нас. Значи очигледно е квалитетот на страна на нашите ракометарки. Но борбеноста и духот и желбата е на страна на Ѓорче Петров. Сметам дека многу опасно ако во последни 10 минути влеземе со 2 до 3 голови резултат, бидејќи младите ракометарки на Ѓорче Петров очигледно нема да се предадат до последна секунда, па макар и губеле и 10 разлика. Да се надеваме дека се ќе биде во најдобар ред до крајот на преорот, а очекуваме сега и добар напад на Куманово конечно. Марковиќ и во вистински стил. Бракица Марковиќ, 5-ти гол, сега тај е најефикасна играч во Куманово. Добро, во вистински момент Кумановки постигнаа гол и водат со 17 спрема 13. Голинцовска, меѓутоа Бисера Паскал брани одлично. Мислам дека ова е нејзина 4-та или 5-та интервенција во вториот дел. А Куманово комплетно се врати во игра исклучената Александра Боризовска. Марковиќ, Боризовска, Карамфиловска не се реши да влезе. Марковиќ и Боризовска во улога на кружен нападјач и сега публиката протестира. Смета дека имало прекршок за исклучување. Меѓутоа судиската двојка од Прилеп не реагираше. Марковиќ, судии на денешниот направа се ќе постави уште еднаш Седловски Рубинчо и Ангелевски Горан од Прилеп.
И сега катастрофален удар на Кузманова. 9 метри за Ѓорче Петров. Голинцовска. Мора да се смири овој напад, нема потреба да се брза. Судиите велат играта мора да биде прекината, да се изведе ударот од 9 метри. Марковиќ Боридовска. Викторија Пејовска во нејзин стил, висок скок шут, прецизен удар. Четврти гол за Викторија Пејовска. И одново Куманово има 5 голови предност, извинувам, 18:13. Помина 9 минути во вториот дел. Кузманова. Нов седмерец. Фолирана беше србиновска Тамара. Шести удар од 7 метри за Ѓорче Петров. 2 пати погодија, а 3 пати не реализира. И повторно брани Бисера Паскал, меѓутоа во продолжението успеа да погоди Ѓурчиновска, незин 8 гол. (18:14) води Куманово. Панеска, Пејовска. Може за нашето криво да го постигне првиот гол. Убава реализација за Кристина, односно се извинувам, за Марија Карамфиловска. Незин прв гол на денешниот напревар. Многу важен. 19:14 води Куманово. Ниту ракометарките на Ѓорче Петров не успева да се доближат. Барем гол 2 предност. А од друга страна, сега мајсторија, најбавиот момент на преварот. Прекрасен гол. На Бојана Пецевска. Најбав момент на преварот, ефектен гол. И јавеа неголемата предност 20:14. 6 голови предност. Мислам, Ивановски, дека барем мене ми се чини дека од минута во минута играме се подобро. Би требало да играме се подобро. Сметам дека имаме многу појак колектив, многу појаки играчи на клупа кои се поединачно ракометарки. Тие се ослонуваат на 2 до 3 ракометарки, од кои двете се многу млади, неискусни, до која минута ќе издржат. Не знам, сметам дека ако продолжиме вака, дека ќе дојдеме до сигурна и убедлива победа, само за да не попуштиме пак и да не влеземе во монотонија и да влеземе во деконцентрација. И она што е забележливо, играме се подобро во одбраната во последните минути. Тешко доаѓаат до позиција ракометарките на Ѓорче Петров да бијат. А тоа постојано го бара тренерот Зоран Јосимовски од клупата која успешно го води тимот на Куманово, а сепак опасната Голинцовска најде пат кон голот на Куманово, незин 9-ти гол.
20:15. Води Куманово до крајот на преворот, уште 17 минути. А сега протестира и таму гостинскиот тренер Владимир Радич. Не знам што параат судиите. Нова техничка грешка на Куманово. Кузманова. Србиновска. Кузманова. Девет метри. Кузманова. Марковска. Фаулирана беше Кузманова и да видиме сега 2 минути исклучување. Куманово ќе игра со ракометрака помалку. Во наредните 2 минути исклучена е Елена Карамфиловска. Марковска. И сега тука треба да има исклучување. Невнимание на Марковска и сега и Ѓорче Петрова има играч помалку. Равнотежен на теренот, а шанса за Куманово одново да ја врати највисоката предност во досегашниот тек на преворот од 6 голови разлика. Нема потреба да се брза, може да се организира мирен напад. Боризовска. Девет метри. Боризовска. Викторија Пејовска. Марковиќ. Нов деветерец за Куманово. Боризовска. Изблокиран беше нејзиниот удар. Продолжува нападот за Куманово. Паневска. Боризовска, Викторија Пејовска, Боризовска. Прекрасна комбинација. Одлично изиграно. Пети гол за Александра Боризовска. 21:15, 6 голови разлика. До крајот на преворот уште 15 минути. Кузманова. Фаулирана беше од Марковиќ. Во екипата на Ѓорче Петров, нов кружен напаѓач, со број 6 Гиновска. Кузманова, чиста позиција, меѓутоа не успеа да погоди. Во тимот на Куманово промена на крилната позиција, сега во играе Наталија Зафировиќ. И Ѓорче Петров е комплетен. До крајот на преворот уште 14 минути. Марковиќ, сега е потребен гол. И со 7 голови предност ќе биде многу помирно во финишот на преворот. Марковиќ. Моника Паневска. Незин трет гол. 22:15. Најголема предност за Куманово. 7 голови разлика. Се гледа дека малку поголема одговорност веднаш даде резултат. Очигледно дека нашите ракометарки не ги имаат озбилно сватено уште пред самиот почеток на надпреварот екипата на Ѓорче Петров. Влегува со мотив дека едноставно ќе победат, така да ова што го прикажуваат е
нормална последица на таквото однесување, ма сметам дека во овој момент имаме извореден резултат. А еве сега прекрасен напад. Тоа е прв гол за младата Трајковиќ Мила, која имаше една непријатна повреда, сега се е во ред, се врати во тимот на Куманово. Меѓутоа мора да го издвоиме голманот Бисера Паскал, која во вториот дел има 6 успешни интервенции, благодарејќи на нив Куманово правеше контранапади и постигнуваше гол во поголемиот дел од ситуациите, се разбира. Осум голови разлика. Мислам дека на преорот полека добива свој епилог. И уште еднаш гол, овој пат на Наталија Зафировиќ. Прв на денешниот напревар, 24-15. Како да се предадоа гостите во второто полувреме. 9 голови разлика би требало да бидат сосема доволни за нови 3 бода и мирна зима, што би се рекло. Ке посетам устината колку Куманово денеска слави победа. Ке има 9 бодови предност во однос на главните конкуренти за тоа трето место кое носи пласман во Европа. Тоа се екипите на Прилеп и тимот на Ѓорче Петров, а ке има и 9 бодови повеќе во однос на третиот конкурент екипата на Пелистер од Битола. Единаесет минути до крајот на напреворот. 24-15 води Куманово. А сега ново исклучување. Фолирана беше Тамара Србиновска. А Ивановски се гледа дека и Србиновска е извореден техничар и многу брза и незгодна ракометарка. А реков, 2 до 3 ракометарки на Ѓорче Петров заслужуваат да им се обрне поголема паžња на преварот. Снажни се, брзи, полетни, желни за докажување, за играње. Тие го носат ракометниот клуб Ѓорче Петров и очигледно дека и тренерот Радич се има предадено, направи неколку измени во екипата, некои помлади ракометарки добија шанса, исто како кај нас. Така да сметам дека до крајот на надпреварот ќе гледаме еден убав надпревар, можеби проткаен со некој атрактивен погодок од страна на ракометарките на двете екипи. Сметам дека победникот е повеќе решен, но не смееме да дозволиме да ова разлика да се спушти подолу, бидејќи се знае можеби некогаш на крајот еден гол ќе одлучува за распоредот на местото на табелата. Сега малку да зборуваме хипотетички од страна на квалитетот на Голинцовска. Мислам дека тоа би било, вака хипотетички зборуваме, ќе кажем уште еднаш, за идеално засилување за тимот на Куманово. Очигледно дека се работи за голем потенцијал, за млада ракометарка, за потенцијално засилување во оваа екипа на Куманово, значи не станува збор сега дека би добро дојдена во оваа екипа. Така и таа би повеќе напредувала и се, но се знае, да не се повторуваме. Да, финансиски средства се проблем. Средства, ние се знае дека нашите девојчиња се без хранарина, дека самите плаќаат пат да дојдат на тренинзи. Така да ние немаме средства, односно женскиот ракометен клуб нема доволно средства да доведе некоја млада ракометарка од соседен град, за да биде што уште појака и подобра. Се надевам и апелирам, значи да не се повторува, луѓето кои го водат спортот, луѓето кои се одговорни за делење пари, да доделат додатни средства на женски ракометен клуб Куманово, за да може оваа екипа да не представува во Европа, бидејќи со многу минимални средства Куманово ќе излезе во Европа и едноставно ќе се представиме како град, како екипа, бидејќи реков дека сите овие ракометарки потекнуваат тука, од Куманово, од наша школа, пионерска, младинска,
до сеньорска екипа, имаат играно во други екипи, има неколку репрезентативки сеньорски има некои репрезентативки кои се биле младински, имаме некои кадетски што се едноставно се работи за колектив во кој навистина му е потребна без лажна Финансиска поддршка, без некоја финансиска поддршка за да покажат и докажат уште повеќе и на својот град да му донесат уште по убави моменти. Меѓутоа Ивановски реално во Европа ќе мора да се добие нов играчки состав. Па, може би со едно-две ракометарки на некои позиции, поискусни ракометарки кои би добро дошли тука во нашата екипа со некое меѓународно искуство, за да дојдеме до некоја ситуација за да не се означиме во Европа во женскиот ракомет, што се вели она во второлигашката женска лига на Европа, величи да не зборуваме за Лига на шампиони, таму се сите екипи многу финансиски моćни, многу јаки екипи, така да во вториот дел на Европската женска ракометна лига би биле доста добар представник и сметам дека пратејќи го ракометот ова екипа на РК Куманово со Маја Ивановска која ќе започна од пролет повторно да тренира и со две добри чувања, онаму каде што ни се најповеќе потребни, ние би можеле да дојдеме во Европа секоја година да играме меѓу 16 без никаков проблем. Да се надеваме дека овој ваш апел ќе го слушнат оние што го водат спортот во градот и ќе одделат додатни средства за оваа екипа, која го заслужи тоа со игрите и со успесите. Да се надеваме дека ќе има повеќе пари во женската ракометна екипа на Куманово и се разбира и повеќе спонзори за воиднина. До крајот на надпреварот 8 минути 40 секунди. Куманово има убедлива предност 24-15, 9 голови разлика. Овдека победникот веќе е јасен. А напад за Ѓорче Петров. Фолирана беше Јованчева. Поставите се изменети и во едниот и во другиот состав. Не очекувам многу до крај на надпреварот, многу јак надпревар, но најверојатно ќе има некои индивидуални потези кои ќе ја задоволат публиката. Да, на некој начин ова е шанси за другите млади ракометарки да го прикажат својот талент, а сега Моника Паневска не успеа да реализира зицер. Сега каква грешка на гоморот на Ѓорче Петров. Боризовска Паневска, оја ваква ситуација не греши. Се повеќе аплаузи на трибините за екипата на Куманово. Благодарејќи на одличната игра, особено во второто полувреме. Моника Паневска 4 гола. Најефикасни во тимот на Куманово се Алесандра Боридовска со 5, Бранкица Марковиќ исто така 5 голови по 4 голови, Моника Паневска и Викторија Пеовска, 2 гола Ангела Борчевска и така натаму. А 10 гол за Гулинцовска, она е пак далеку најефикасен играч на преварот. Ќе кажем уште еднаш, се работи за изворена ракометарка, која денеска во Куманово прикажа одлична игра. Боризовска па Марковиќ. Не успеа оваа комбинација кон Моника Паневска. Напад за Ѓорче. Гулинцовска. И тоа брани сега Бисера Паскал.
И поодишен гол на младата Мила Трајковиќ. Втор погодок. Морам да кажам дека Мила Трајковиќ потекнува од пионерската ракометна школа на РК Куманово. Извореден талент, таа дури минатата година има настапувано во првата екипа на РК Куманово, младинскиот состав, во пионерскиот состав. И сметам дека една од водечките ракометарки во иднина на Кумановскиот, па може би и македонскиот ракомет. Да се работи за исклучително млада ракометар, како што рековте. И тоа е нашата иднина. Веруваме дека Мила ќе продолжи уште повеќе да се развива и да стане еден ден голем ракометар. Имаше таму прекршок. Ја морам да кажем, јас сум убеден дека доколку се оди како што треба во нејзината кариера, доколку не ја пратат повреди, дека се работи за млада ракометарка која исклучително има брзина и исклучително е дисциплинирана во нападот и во одбраната и која знае да размислува во текот на целиот надпреварот, да го прати целиот терен, што е ретка можност во женскиот ракомет. Так, морам да кажам, еден играч кој може да игра на секоја позиција. Помеѓу седми седмерец за Ѓорче Петров го реализира Гулинцовска. 11 гол за неа, 26-17 води Куманово. Моника Паневска. Нејзин 5 голови. Во екипата на Куманово на денешниот направа некако головите се рамномерно распоредени на оние клучни ракометарки. Паневска, Боризовска, Викторија Пеовска, Бранкица Марковиќ, додека во екипата на Ѓорче Петров далеку неефикасна е Гулинцовска со 11 голови, а подсетување екипата на Ѓорче Петров има постигнато вкупно 17 голови во текот на преварата. Многу убаво рековте, значи тоа е одраз на еден квалитет на нашата екипа што не сакам по 100 пати да се повторувам. Значи головите се рамноправно расподелени помеѓу носечките ракометарки во нашата екипа 5, 6, 5, 4, така да квалитетот е на сите позиции во РК Куманово. Значи не е само во прашање една или две ракометарки, него се работи за ракометарки тие што стартуваат 7, па и дури и уште 3-4 кои седат на клупата, значи кои рамноправно конкурираат во составот за играчи, за голови, за борбеност во одбрана, за мотивација и се. Сега поради најмерно играње со многу исклучена Бранкица Марковиќ, Ѓорче Петров има играч повеќе. И сега нов прекршок, можеше да биде тука ново исклучување. Инаку Ивановски, вие моментално сега би рекол сте без ангажман, вашето ракометно огромно знаење би требало да го пренесувате на некои ракометни клубови. Што моментално сега работите? Па морам да кажем дека во последно време поради здравствени причини не можам активно да кажам, јас работам во ракомет, работам професионално, така да во овој момент не сум без ангажман, јас сум ангажиран, работам во пионерската екипа на ЖРК Куманово на моје барање, значи луѓето ме прифатија, му помагам на професорот Димитар Антевски, тој си раководи со екипата со школа, јас кога можам им се приклучувам на тренинзите и им помагам и се надевам дека могуќе можам да ја помогнам да допринесам уште повеќе да се развие женскиот ракомет во Куманово. Јас сепак ве очекувам во првата екипа, да се надеваме. Вашето знаење треба да се пренесува на оваа прекрасна генерација, меѓутоа тука сте вие да помагате кога ќе биде потребно во секој време.
Па реков, поради здравствени причини, може би со подобрување на ситуација, ќе се сменат некои работи. Сметам дека РК Куманово жени има млад, перспективен, одличен тренер, кој може би за неговите години не изгледа така, но тој е доволно искусен, има водено екипа во европски купови, има екипа водена во Суперлига на Македонија, има многу добиени надпревари, значи вреден, работлив. Јас сум секогаш тука да му помогнам, се консултираме, значи не ми е тешко, реков дека без разлика за кој тим се работи, дали за прва, за младинска, за пионерска екипа, јас сум секогаш тука да им помогнам, да им укажам на некои грешки, да поработам со нив онолку колку што здравствената прилики ми дозволуваат. Се надевам дека ќе биде се уште подобро и дека ќе можам уште повеќе да помогнам на било кој дел од екипата и да се приклучам малку повеќе во работата со нив. Но сепак да му дадеме шанса на времето. Да, нов седмерец за Куманово, вкупно третна на преворот, ќе бие Бранкица Марковиќ. Прецизно е, незин шести гол. До крајот на преворот уште 50 секунди, 28-18, 10 голови предност за Куманово, убедлива предност, а на крајот тоа ќе биде и убедлива победа, која Куманово ќе го зацврсти на третото место на табелата со 9 бодови предност, ќе подстапи уште пред главните конкуренти екипите на Прилеп и Ѓорче Петров. Есенскиот дел оди се според планот и честитки за ракометарките на Куманово за прикажаните игри во овој дел од сезоната. Да се надеваме дека така ќе продолжат и во пролетниот дел. Па пред крајот на надпреварот да им честитам на нашите ракометарки на победата, на раководството на овој клуб кој се снаоѓа тешко за овие времења со финансии, и да им препорачам и да им кажам на градските луѓе кои го раководат спортот. Дури лично апелирам и до градоначалникот. Значи, Куманово не е само кошарка. Значи, во Куманово има и други спортови. Што е уште по зарадување. Ово е единствен женски колектив во Куманово, со кој градот може со гаранција да ви кажам да се дичи и да се радува на нивните успеси. Значи, очекувам пролетен дел уште повеќе подобри услови и поубави резултати од нашите ракометарки. И им посакувам и на вас, и на вашата телевизија, и на сите гледачи, иако е рано, среќни новогодишни божични празници и да се видиме во наредната сезона повторно. Така е, крајот на преворот 28-18, победа на Куманово. Почитувани гледачи, благодарам за вниманието и останете понатаму со програмата на К3 телевизија.